Добро утро и од мене продолжува програмата во живо и новие топли температури, што до некаде и многу нормално за летниот период, но како и да е денеска студиото навистина ни е преполно, ние половина час пред самата емисија се местевме, се монтиравме така натаму, се на се за да направиме една одлична атмосфера и денеска сум сигурен и убеден дека тоа ќе биде така. Промовираме прилично млади таленти, би рекол, кои што повеќе од една година функционираат и се одлична спојка на соло пејачка и бенд, односно станува збор за Ивана Карајан заедно со Пасио бенд, кои што го сочинуваат Александар, Иван и Лора, а не Лара, бидејќи така на првиот почеток ја кажа. И денеска ќе биде една супер музичка спојка, еден убав муабет и расположение, спремни се да музицираат и во студио, така што ви ветувам дека ќе имаме одлична забава. Само да ви посакам прво топло добре дојден. Добро ве, студиото ни е преполно, многу ме радува што сте и во овие летни бои и се ми навестува дека денеска ќе имаме супер атмосфера. Па ќе се потрудиме да е така. Како сте, добри ли сте? Одлично. Вака са бајлечки, малце поспано, ма добре. Па не делувате дека сте поспани, да бидам искрен. Да? Или добри сте со глума? Па можеме и тоа, да. Тоа ни е дел од професија. Обично функционирате вие во вечерните часови, нели тогаш се настапите и така натаму, но знам дека денеска ќе биде супер и во овие утрински часови. Како одиме сега? Како се договоривме? Ќе се загреваме малку со музика во живо, па ќе одиме со муабет или сакате обратно? Може да се загрееме. Музичари секако дека ќе се загреат со музика. Што свириме за почеток? Дали нешто од Дани Димитровска, ако добро разбрав? Може од Дани Срца 2, да. Срца 2. Ајде. Јас па си чекам уште, ама ми ја скративте малце, добро е. И благодарам за ова супер загревање за самиот почеток. Значи, денеска имаме пејачка и бенд кои што настапуваат заедно, тоа да ни биде јасно од самиот почеток, така што ќе комбинираме за нивната, за твојата кариера и за сето на што заеднички го правите. Од каде додиме со пејачката? Можам да сум на. Ивана Карајан, ново име на домашната музичка сцена, 2 авторски песни, 2 спотови за истите. Задоволна ли си од тоа како те препознава публиката на самиот почеток? Тешко ли е кога се почнува музичка кариера? Па тешко е, да, мислам. Луѓето тешко прифаќаат нешто ново, поготово тука кај нас, поради мене. Но би кажала дека сум задоволна, генерално. Не е по моите очекувања, нели ние секогаш си очекуваме нешто многу повеќе, ама какви беа твоите очекувања? Сум задоволна. Какви беа твоите очекувања, каква е реалноста? Што очекуваше? Моите очекувања се одма нешто да стане тоа хит и така, ама за 2 тоа не е недели реално. тоа да биде. Да. Мислам, секој си го има тоа во себе, нели? Кога прави нешто што му е драго, веројатно и сака да е тоа
да се препознае од луѓето и да биде да стане нешто поголемо. Меѓутоа реалноста не е таква, треба време, нели? Поготово кога си на почеток да се пробиеш, поголема маса на луѓе да те запознаат, да те видат, да им се допадне првично тоа што ти го правиш, па понатака е тоа што јас го сонувам, така да. Така најважно е да се прави нештото затоа што навистина се сака, а она што успеав да го видам, мислам дека и бендот и ти буквално го правите тоа навистина од срце. Видов со каков ентузијазам и денеска дојдовте во студио со инструменти и така натаму. Колку време функционира Пасио бенд? Како се склопивте? Морам да потенцирам редок пример на бенд каде што имаме девојка музичар, односно на Сайдзер. И тоа е исто интересен момент. Лора, имаш привилегија затоа што си единствено девојче во бендот? Па да, многу е плюс и за мене и за сите заедно. Ја чувам. Да. Милените. Како да се биде миленик на бендот? Многу интересно, Супер, поготово со нив. Ти им се приклучуваш во моментот малку на подоцна, а Александар и Иван функционирате веќе подолго време, односно уште од средношколските денови. Не функционираме, сме пробувале, сме свирале, значи средно како, нели, средниве школи обично си имаат бендови, се настапуваат по масум, по некои такви како да ги наречам надпревари, сме пробувале ние и на страна од тоа сме правеле нешто, мислам со музика, но ете дојде моментот кога она, значи едноставно така се погодија коцките, се склопивме и добра енергија, добра екипа и едноставно носат едноставно позитива, едноставно многу добра Битно е енергија. да се поклопат, нели, карактерите. Добра спојка. И вкусот на музика. Да. Така што веројатно ние тука негде се најдовме, па затоа со мене Исто, успело. стилот. Како се најдовте? Како се спојивте Пасио бенд и Ивана? Па јас се знам со татко му. Татко му е музичар, исто да го поздравам сега. И пред многу години уште бев во средно јас тогаш, требаше да правам бенд за татко му. Меѓутоа нешто јас дека средно, па мала, па моите и Па да не сакав нешто се да со оди поред. школа се деси. Да, тоа е стравот. И тогаш татко му ми кажа дека има син што свири исто. И после одредено време, јас кога сакав нешто мое да си составам бенд, некако ми текна на таа ситуација. И така го поборав него, го контактирав, се најдовме ние, после он го повлече него затоа што нели свиреле заедно и Лора дојде после нахнадно исто. Кога си се местат, коцките си се местат, нели? да, Дефинитивно. да. Буквално се поклопуваат на сите можни коцки, што се вика и Дури кога не планираш да, поставо. буквално не е испланирано. Александар, вие во средно медицинско училиште бевте оние кои што секогаш беа главни на свирките, така? Беа дел. медицинарите кои што добро свират. Точно така. Да, уште тогаш функционирате Да, заедно? од тогаш ние заедно свириме, сме доста уходени еден со друг и што е доста битно и на сцената. Како што кажа, многу е тешко во денешно време да составиш екипа пред се која што сака да работи, бидејќи сите сакаат одма да Пред се свириме. луѓе. Да, пред се да се луѓе, да, па после тоа музичар. Тешко е луѓе денеска да се најдат. Музичари има многу. Битно е што се поклопуваме и со ставовите, и со размислувањата, и со предлозите што ги даваме било кој, дали он ќе даде некој предлог или јас, или било кој член од бендот, гледаме тоа да видиме што е попаметно во моментот и се договараме врз основа на тоа, ама најбитно е што сме горе-доле исти. Така и И слични генерацијски карактеристики. сте тука Генерацијски сме отприлика, тука, така? не, Да. Тоа е исто голема предност. Интересно, како е да се биде второто колено музичари во семејството? Спомнавте дел од вас дека нели и Лора исто и кај тебе истиот пример, кај вас двајца или вие сте првите? Ние сме првите. Да, кај нас тројца, тоест кај мене и кај Ивана, да, кај Аци и кај Лора, поне се како второто колено. Тие се второто колено. Каква е одговорноста кога си има родител кој што е музичар? И после тоа и ти на некој начин да влегуваш во тие воли. Па како да кажам, одговорност. Мене татко никогаш не ме притискал јас да морам да бидам нешто. Тоа он, ако го сака, он ми предложил мене. Пример, он мене од мал ми викаше да почнам да свирам. Немав желба како мал. Како мал скоро со некои други активности, кошарка, знаеш, деца и слично. Но во средно, кога почнав 9-то прва година, сам изразив желба и он, ја му кажав,
заедно почнавме да работиме и со него и со мојот професор. Поздрав и до мојот професор. И така стигнавме до каде што сме сега. До денеска. Зошто Пасио бенд? Па пасио на латински пасија, као пасија кон музиката. Пасија према На сите музика. нас ни е пасија музиката и Така. испадне името. Да, супер сте се набрендирале. Многу добро кога инструментот кој што го имаш може да го користиш и за столче. Добар ден. Ова е две. Како беше името на овој инструмент? Кахон. Кахон. Да. Ова е Ивана Караја на низината прва песна и видеозапис Мит. Кои сте позади музиката, текстовите, некој за од спротивната моја страна знам дека добро замешал прсти. Да, текстовите и музиката се мои на двете песни. Целата продукција понатака ја доработи Темелко Андреев, кој исто така ми даваше и многу совети во целиот процес и промени кои што треба да се направат. И сум му многу благодарна затоа што е многу добар човек и ментор. А исто така интересен факт кој сакам да го кажам е дека првото демо за песната Мит е снимено кај Иван во студио. Каква чест. Таму може да се каже дека настана Мит. Да. Аха. Тоа е фактички некој, како му дојде некој месец дена пред официјално да се сними, да се доработи песна, што се вика. Така околу месец дена пред тоа беше. Мислам, имаше и други демо, што допрва мислам дека би искочиле. Ивана може тоа да го Да, баш пред некој ден си ги слушавме, ја слушавме Мит првичната верзија. Аха, и како И баш звучи? коментиравме многу поразлично. Поразлично. Нема Далеко допирна поразлично, точка да. со ова што е. А може изгледа. тоа демо да се искористи некако за некоја друга песна ако нема врска едно со друго? Па може веројатно сите материјали што се во фиока да се искористат. Точно, да. Исто и во еднина би имале соработка, фазон со живи инструменти. Значи, едноставно, во денешно време музикава е многу компјутерски насочена, едноставно нема живи инструменти во неа, нема жива гитара отсвирена, акустична или електрична, едноставно Све е бит. све бит, значи бит со живи тапани, првично едно нешто што е искрено многу голем минус во музика во денешно време, што живиот тапан, акустичен тапан не може да замени ништо. Значи едноставно овие перкусии што ги ставаат компјутерски изведени, нема шанса да се заменат со жив бубањ. Да. Да, и мислам дека по моје некој искуство и тоа што ја пратаме страдува и кај нас и надвор, на многу луѓе им фали веќе музика. Да. И Почнува да се менуваат помалку Да, работите, да. нели? Да. И почнува и многу македонската музика да се слуша, што ми е искрено Да, драго. да. И старите песни македонски народни изворни и поп музиката македонска. И препеви би направиле препев на некој од македонските народни песни? Да, Во дефинитивно. некој Да, ваш Па фазон? имаме едни проекти сега да ни ги Да. откривам. Е, па сега нешто открите, за тоа сте ни денеска гости во емисија. Да, дефинитивно би снимале. И јас си ја сакам таа изворска македонска музика искрено. Многу често и на настапи знаеме да ставиме некоја таква песна во репертоарот, бидејќи како што кажав, и луѓето веќе ги бараат тие песни самите. Пример имавме снимено некој така по лабав кавер да речем на Леј песната лани за 8 На септември. која песна? На Леј. Добро. А, на Леј. На Леј, Аха, да. добро. И многу Викам, добро која е помина. таа Леј песна? На Леј, да. Многу На добро Леј. помина на TikTok и многу Да, добри да, коментари да, имавме. Сегде да. И од тогаш веќе ни ја бараат на настапи константно. Ајде на Леј, ајде на Леј. Да. Сосема Да, не да, планирано. Ние нас Да, го да. бацаме во репертоарот, а доаѓаат стрикно на нејзија бараат, као да видовме. Може ли таа? Е, па слушнав за на Леј, може ли да отсвириме малку? Може. Може за Ајде, ова ни не планирано, ама кога публиката бара, па и ние може да побараме. Може. Да видиме како звучите во некоја таква народна верзија. Ајде. Правили никакви
Сега сваќам зашто ви ја барате оваа песна. Ова значи дека она што ќе стане популарно, потоа веќе ви станува дел од вашиот репертоар, предпоставувам. Да, и мило ми е што го гледат, затоа што еве сега која пеев се најажи. Баш имам и некоја емоција во оваа песна, стварно. А други вака народни кои што ви се така омилени? Море со купи. Оние Јовано Јованке. Имаме најубавите. Најчесто. Да. Да, ма ги сепак ги свириме во некој Да. поразличен, Поразличен по аранжман. наш аранжман, да, по наша верзија. По-модерно, да речем. Веројатно по тоа ве препознава, нели, кога ќе му дадете некој посебен печат, нешто што... Да, и на повеќето песни имаме наши изведби, не е само на копи-пейст. Да, нормално да се задржи да се препознае, да се препознае песната, но си имаме наши финиси и Иван сака тука нешто да додава. Највеќе он е задолжен за тоа. Да. Малку да ги аудио изменува? Да. Ама убаво е кога во денешно време, ако не целиме каноникатот, е многу лесно да се вклопиш меѓу другите. Битно е да не се вклопиш меѓу другите. Битно е да се издвоиш. Да се издвоиш. Ето е Да се потешката издвоиш со варијанта. нешто. Да, што е многу потешко. Како функционирате кога сте во студија и кога креирате нешто заедно? Кој е најгласен, кој најмногу се буни? Кој е некој што најмногу ка, окей, може така, ајде само да не се расправаме? Сите искажуваме мисли. Аха. И не знам, се вклопуваме. да. Се вклопуваме, Да. најгласна сум јас. Да. Да, мислам. Мене Толку најчесто гласа, толку гласна. па некогаш знам да видам, поготово кога нешто не ми е како што сум замислила. Ама добро, сепак наоѓаме некоја средина. Да. Како реагираш тогаш? Кога нешто не се Кога не допаѓа. ти се допаѓа да? Па, Си одам во студија. па имало и такви ситуации искрено. Заради тоа што не знам, Еве, ја Иван ќе ни потврди. многу сум самокритична и не знам. Веројатно заради тоа. Предпоставам перфекционист, веројатно сакаш некако да биде Да, до- што не до мислам дека е детал. добро тоа во одредени ситуации, знам и да претерам. Но не е битно, сепак се наоѓаме во некоја средина и они го прифаќаат моето и јас нивното и излага секогаш добар производ, мислам дека. А мора да има, нели, баланси, мора да има дијалог кога сте Мора веќе компромис. четворица. Да, Да. Четири глави да настано и потешко е. И различни карактери, Да. сепак сме ние Да. посебни индивидуи. Да. Во даден момент и не се согласуваме, нели, али како што Да. кажав, најбитно е што наоѓаме некоја средина. Тоа е најважно и сите имате дополнителни вештини кои што некако добро ги вклопувате. Александар ми кажа дека ти си задолжен за монтажа и Видеомонтажа, снимање, да. Од каде па тоа или само? Па сам така желба да се рече исто и јас и он ета продукција, тоа не е можеби некој нов Да. почеток кој во иднина планираме да го развиеме пред се нели настапите бендот, музиката и соло кариерата на Ивана, па понатаму ќе целиме сигурно и кон продукцијска Да. куќа да кажем. Мислам дека во иднина би било и тоа, мислам тоа не е цел и сега, нели го имаме размислувано тоа, ама пред се мора да имаме приоритети со свирење и со вежбање и со проби така да. Али работиме на страна и на видео и на аудио така да. Мислам дека во иднина би можело нешто такво да се оствари. Успевате се, предпоставам, нели сте максимално вложени Па да, и ова што го правите? реално неделата секој ден ни е зафатен кој ќе се немаме многу одмор, али битно е кога си пример кога ќе дојде ден за одмор, баш напротив сакаш кога пример фали да ти свириш. фали да свириш, ти фали енергија, ти фали одење на свирката, работи. Може да Да. се каже дека година дена, еве, од кога работиме заедно, си немаме дадено баш онаков одмор. Да, Да, да. дефинитивно. И да сме дома сите или да сме на одмор, сепак се мисли, еве имавме ситуација, Лора беше на море и ни праќа во групата напишан репертоар. Поред, Да, викам на буквално. море Работи си. од плажа. Буквално, да. А, На види, море тоа- си одмаре, ама Посебно кога станува збор за креативна работа, кога буквално ќе си го дадете тоа време за себе, па тогаш некако најмногу Да, излегуваат да, сите да, идеи, да, нели? да. Тоа не е класична работа сега да седнете во студио и ќе го направите репертоарот. И Точно, каков репертоар им направи од мора? Па тој што се го имаше веќе, ама со плюс нови песни што ни беа договорени да ги ставиме. Да. Интересно е што нема многу девојки во бендовите кај нас. Нема. Има уште еден или два можеби.
али многу ретко. Го сметаш тоа за предност и на своја и на бендот? Да, бидејќи на пример, еве, има многу пианистки од моја генерација што не се нафаќаат на таква работа, стварно е многу потешко да се дели и класика и ова, бидејќи сосема друг свет. Али ако се посветуваш и на тоа, и ако го сакаш тоа што го правиш, ќе најдеш начин за Тебе себе. пијанот и класичната музика ти е оно што првично, нели го? Да, свирам веќе 12-13 години. 12-13 години. Да. Ова е некомерцијалниот дел, ако може така да Да. се каже. Зошто не се нафаќаат? Затоа што е потешко или затоа што не сакаат да излезат од рамката на класичната музика? Па има и така и можеби не ја слушаат таа музика, али многу е потешко бидејќи многу си бара време. Многу време си бара. За да научиш и на памет и тоа, се реално класиката е многу потешко од ова. Али не знам, све и до мозокот, како размислуваш и околината, како со кој се дружиш. Има овакви интересни реакции кога ќе видат дека има девојка во Да, бело. да, многу. Да, и ја снима. И ја снимат главна е на свет. Да. Атракција си. Мислам дека е интересно кај неа што ете и она е нели од музичко семејство и најверојатно за разлика од другите деца имало кој да ја насочи во на оваа страна, на оваа бендовска страна, бидејќи и јас сум од музичко и знам како све тоа функционира. Јас се трудев да направам од музичко бенд, бидејќи нели сум таму, се знам со гитаристи многу и најдов на крај бенд од медицина, бидејќи музичарите во музичко се многу комплицирани и многу се во класиката и некако им е веројатно тешко да излезат од таа комфорт зона, а е убаво рече Лора, два различни света се. Секако може, тоа е музика, нели, може од едното да искористиш во другото и обратно. Емоцијата сепак е тука иста, но е доста различно за свирење. Ама понекогаш има впечаток, мислам тоа е само мое лично мислење дека дел од музичарите, зборувам за факултетски образованите, дека на некој начин им е подценување да свира нешто што нема да биде, да речеме, познато не би дело. Лора или не? Па, се зависи за кој како пак е. Има и такви Да. Да, ситуации. има секакви Дефинитивно. случаи. Колку тука може да работи егото? Тоа ми е прашањето. Има Зависи ли до тоа самиот некогаш човек. врска? Мислам, има и такви и такви. Различни Тука кај нас. карактери, да. Секакви луѓе има некои што не им представува проблем. Мислам, едноставно на Балканот, да кажам, мора да се ориентираш и спрема луѓето. Кај Так. нас е многу по распространето таа забавна музика, Екшиу, Турбо и сите тие. Затоа и ве прашав што свирите на настапи, бидејќи нели сите ние знаеме најчесто народот кај нас што и како бара, дали да стоите стрикно до она што вие сметате дека треба или сепак свирите и музика и песни кои што можеби вас па и не ви се толку омилени, ама пак ги сака публиката. И јас од мала сум буквално во секој жанр. И секоја музика ми се допаѓа и од мала си имам такво мислење наметнато дека добар музичар може се и треба да знае се и треба да ја почитува секоја друга музика. Например, мене не ми се допаѓа тоа што некои критикуваат. Еј, вие свирите турбо или било како. Дали за нас, дали за некој друг. Бидејќи се е тоа музика. Во се можеш да најдеш нешто убаво, од се можеш да научиш. Искрено мислам дека тоа е малце не фер кон другите што тоа го работат, нели? Ние, генерално за нас, почнавме со намера да бидеме Ексиу македонски бенд, да свириме такви песни. И јас и тоа и највеќе го сакам. Такви хрватски песни, некои помирни песни, баладични, меѓутоа Со пак некој се приморски сочуваме. шмек. Да. Да. Пак се сочуваме со реалноста дека сме Балкан и дека луѓето си имаат своји барања. Не велам дека ако држиш до своето не можеш да постигнеш успех, можеш, меѓутоа како што кажав претходно, јас мислам дека добар музичар треба да знае се и да одговори на се. А и мораш да се Затоа- прилагодиш. Да, треба да се Дефинитивно, прилага. да. Па ние сме тука за народот. Народот е тој кој што ќе ги полни дискотеките и сите тие места кај што свириме. Ако ние не му се допаднеме на народот и ако не го приложиме тоа што го бара народот, Или си терате по свое, да, ќе бидат празни дискотеки. токсин, Да, нас ни е Точно, најмило точно. кога некој ќе се израдува на таа песна. Ќе ја побара, ќе
му ја отсвириме и ќе има насмевка. Да, нема побољно Кога се они чувство, задоволни, да, ние не сме. Многу е убаво кога ќе заврши свирката да знаеме дека луѓето се супер, дека се поминали убаво, дека ќе дојдат пак и ние сме така И позадоволни. дека ќе ве прашаат кога ќе ни дојдете пак. Да. Тоа значи Да. дека навистина сте им ја направиле вечерта. Има ли песна која што на настапите онака секогаш расположува, ама онака на посебен начин? Или некоја која што на некој начин во наводници е ваша химна, нешто што освен на Лејн, или тоа веќе го спомнавме? Па, стрикно вака нема некоја, али има... Генерално од Тоше песните, можам да кажам дека сегде во секој град Да, се го проаѓаат и поминува. сите ги пеат, поготово рани мусните. По моје искуство некој, ја мислам Да. така. Да, и така и треба. Да, Тоше е на... македонските песни реално во последно време, како што кажавме и преска, се почна пак да се враќа некако македонска музика да има сегде зборам, низ кафичи, низ клубови и ова со затварање пример со нашите македонски народни песни, исто и тоа е едно нешто што мислам дека Атракција. моментално да е многу популарно. Сегде. низ И тоа е Македонија. многу добро. Да, Ако е така, да. нели? Но треба да се цели кон македонската музика и да се почитува. Така си е. А денеска не спремнете уште нешто од македонска музика, Да. дали ќе биде тоа Тоше или не? Каролина. Каролина. Може и Каролина. Може. Ајде. Една ноќ непропуштен кај мене доаѓа, ми кажува колку тој силно ме посакува. И да не се сомневам, јас во него. Но денеска чудно се однесува, на тук парфем мириса, се јавува на некој непознат број. Мислам дека нешто крие. Крие од мене. За сите години што ми ги потроши, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ќе преживеам, да бидам посрекна, а ти оди си. А јас ќе најдам друг. За сите лаги што ми ги кажа ти, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ќе преживеам, ќе бидам посрекна, а ти оди си. А јас ќе најдам друг. Браво! Многу добро звучите стварно. Не би било Благодарим. лошо и вака утрински во некое убаво кафуле да... Знаеш, многу си одговарате во тој фазон. Па да, имаме и таква... Имаме и такви свирки свираме. Има? Шема, да. Почнува тоа да станува некако популарно или за одреден период така празник или... Одредени манифестации, такви работи имаме свирки. Ако има нешто организирано, Така, како да. некој евент или after work. Да, и Обично тоа е такви, исто. вака наутро мислам дека не, Така. не баш. Еве, треба да на некога да му кликне таа идеја. Замислите на некоја плажа да бидете сега во Охрид. Да. Тоа многу би било убаво. Живање. Нели? Да не биде она, ајде да не го коментирам. Едно радио што е онлайн, што секаде го слушаме истовремено. Кон што целите понатаму? Кои се плановите кои што периодов? Ќе има ли уште настапи оваа сезона, летово? Планирате ли нешто такво? Да, дефинитивно. Планираме, ама планираме и малку да одмориме. Па може Ти во сега нели септември беше на негде. одмор? Да, ама и другите имаат право, нели? А, добро. А за другите ти зборуваш? Да. Добро. Не да си- одиме заедно. да Уште си- на одмор да одиме заедно и да се засадиме. Па, веројатно, тамо крајот на септември би требало да... Да, веќе Да би се почне. почнало тука. Бидејќи посериозно. луѓето се враќаат нели од одмори, сезоната завршува, ќе се наполни и Скопје, Така е. така да. Така е. Колку е тешко или колку е лесно да се продадете како бенд? Како функционира тоа?
со оглед на конкуренцијата, со оглед на локалите и така натаму, тешко ли е да започнете нови соработки? Да си наплатите за тоа што го правите? Како во пракса? Прилично е. Мислам и тука сме задолжени сите за тоа. Ние имаме работено и со менаџери, со... Мислам на тој концепт, али... Не сме се нашли. Не сме се нашли, да, али мислам дека е тешко, ама возможно. Да. Со труд и добра музика. Така Се се е. И со добра И препорака, добар нели? однос, и добар начин на кажување на нештата. Да. Мислам дека Да. се функционира на него. Мислам, функционираме. Така, кои ги брка тие менаџерски моменти кај вас? Кој е обично за тој дел најмногу задолжен? По највише Иван Александар, реално. Сега и Лора. Да. Тоа е каде? И Иван, значи сите. Кој каде може, Да. кој како може Делите да... обврски, да. Да. О, некако представник највеќе, меѓутоа, ако има и некој од другите членови што да понуди, зашто да не? Да. Ние сме отворени за работа. Точно. Да. Така е, задоволни сте од тоа колку може да го наплатите ваш настап? Па да, Па да, сегаш може искрено. подобро, но сега да. За За почеток. почеток За нов почеток. бенд, дури одлично. Да. Така е, тоа е многу важно, нели? Посебно моментот кога некој ќе ви даде можност па за прв пат да настапите, веројатно па од другата страна ако размислуваме, можеби нели и тие се навикнати на одредени ликови и сега ако променат и самите не знаат што и како би се случило. Да, дефинитивно. Да, има Обично одат на ситуација. сигурно. Каде што доаѓаат бендови кои се веќе попознати, нели, и газдите се сигурни дека тој бенд ќе наполни или слично. И тоа е малку тешко да се разбие. Така, но тоа е само кога на за прв пат ќе се скрши мразот, Да. тоа ќе ве Да, слушнат да, и видат. да. Првиот чекор, нели, првиот Секогаш сте вака убаво дотерани и скомбинирани еден со друг да си одговарате. Сегурно, Секогаш, да. Сегурно. Добиваме пофалби за тоа, да. И внимаваме на тоа многу. Внимаваме на стајлингот. Општо на начинот на сценски настап, на облека, значи на такви работи внимаваме доста, што мислам дека е огромен плюс за нас. Дефинитивно. Кога ќе ве видат вака како целина, да не прашуваат каде е бендот, едноставно да Да, знаат дека вие сте бендот. Ако би можеле да правите музика која што само вас ќе ви се допаѓа, кој стил на музика би бил тоа? Може би сите имате различен тип на нешто што најмногу ви лежи на срце? Ајде, Лора. Не знам, за нас искрено, според моje мислење, поп највеќе не би ни лежало. Да, поп-рок, Да. искрено. Да, поп со некои Бидејќи такви така стилови сме и по рок-н-рол изглед и по... елемент. Исто и јас мислам. Согласна. Може и нешто. Нина Бадрич стил нешто. Оливер Драгоевич. Одим на кај приморското цело време, да, ама ви Тоа е одговара по срце, да. дефинитивно. Да. Интересно. А имате вака некој бенд кој што може би ви е еден убав репер, пример, кој што секогаш ве воодушевува? Македонски? Не мора да биде македонски, генерално. Нели обично сите ние си имаме некои идоли или примери како би требало, како е добро. Сме ги проделе доста исто Манескин, кој го познат А бенд. сакам да ве прашам. Значи, сакам да ве Манескин прашам ги за имаме Манескин. пратено, бидејќи реално ако правиме муабет, они се многу штосни. На бина посебно се, значи едноставно друго ниво. Да, според многу се мене. спремни. Да. Имаат многу Деликатни се, добар различни сценски се. настап. Да, имаме и снимено некој ковер со него заедно. Да, Доста инструментал, интересен, да. инструменталка од нив, што многу добро помина и како нешто поразлично, неочекувано од нас, но одлично ја прифати Да, публиката. да. Секогаш мора да се проба, веројатно, нели? Да, Да. мислам дека секогаш треба кога тоа да се скрши мразот. Реално во било што. Да, сега нема да е никогаш минус нешто ако пробаш. Но ако не пробаш е тешко е да проблем. искочиш Да. од комфорт зоната за да пробаш. Да. На крајот денот ова е креативност и ова е уметност и секогаш бара експерименти, никогаш Од не се извлече некоја лекција, или Така добра се. или лоша. Така се. Не е медицина каде што нема експериментирање, нели? Тоа е тоа, се знае кој е лекар. И толку. Добро, некаде при крајата да што за себе би ни кажале како би се представиле, значи надвор од бендот, надвор од Ива на пример како пејачка, како соло артист. Вака нешто за чудно. вас? За мене, генерално, многу чудно е тоа што сум многу интровертна личност.
Стварно. чудно за пејачка, да, сите се чудат како е тоа возможно. Меѓутоа, може би сум, ета, и презаситена од сите тие настапи, многу гужва и луѓе, па си сакам некој мој мир. Али, би се опишалете така како доста интровертна личност со кој што треба мир и Тоа значи дека се време за повлекуваш себе. од луѓето, некако со себе ти фали повеќе сакам време. да сум со луѓе кои што ми се блиски и мои и со нив да правам све. И да се дружам и нели да музицираме заедно и све и сакам да имам одбрани луѓе околу мене. Така Тоа е е тоа добро, нешто па тоа е и за зрелост од друга страна. Сега зависи како ќе го перцепираме. Дефинитивно. Како момент, Александар? Па, тука негде се поклопуваме со ставовите. Тоа што јас сум доста комуникативен. Не бегам толку од луѓе, но секогаш си ги исто така си бирам со кој како ќе седнам и Ќе слично. бидеш. Да. Не се седи со секој. Тоа е така. Да потврдиме. Иван? Па, ја не би рекол Иван е дека сум спротивно. интроверт. Мислам, Ивана според мене не е некој... Она Ептен го кажа дека е многу драстична ситуација, али јас сум мислам дека повеќе сум на екстровертна страна. И реално, како што кажа она, секако е убаво да си со добра екипа, со добри луѓе, едноставно не сме како една мини фамилија, искрено го правиме мојот. Мини. Сме имале такви моменти каде што понедела дена сме работеле секој ден заедно, значи она по пола ден, што се вика. Така, тоа. Реално шоу. Да. Тогаш само камери би фалат и може да добра видиме идеја. како тогаш Буквално, функционирате. да. Добра идеја. Да. А Лора? Јас искрено со нив многу пораснав брзо, мислам во паметот, бидејќи јас бев, нели, мислам и уште сум, имам 16 години. И Тоа не е многу нормално. повеќе созрав од кога почнав со нив и бев исто така многу дружелјубива, искачање онова. Али сега имам обврска која што сакаш некеш мора да ја завршиш, среќа сакам. И повеќе сум со нив отколку на друга страна. Така е, прави никогаш проблем дека си официјално малолетник, а настапувате вечерно? Не изгледа Мислам малолетник. дека не изгледа на 16. Не бара лична. Поголема од мене, мислам дека поправо мене ќе ми побарат лична карта. Аха, тоа е супер. Тоа се тие предности. Интересно. Да, исто добар факт што кажа она, ние заедно мислам дека општо од кога сме почнали да работиме, имаме многу созреано. Мислам дека во тој краток период од година дена многу имаме пораснато заедно созреано. И како личности, Да. како музичари. Да, целовкупно, тоа што кажа, и како музичари, и како особи, како карактер. Така, веројатно искуството, тоа што го прави и што ве учи, не може ништо буквално, нели, да го замени. Да. Сите овие медиумски гостувања, настапите предпоставувам Точно. и така натаму. А што се случува ако не сте расположени и треба да имате настап? На бина сме расположени сега. Секогаш Мора има да некој се што е глуми. расположен и ќе ни ја префрли таа енергија. Сакал некел, едноставно тоа ти е работа во тој Така момент, се, нели? Да, дефинитивно. Што е исто како и нас водителите. Народот Точно. не го Пред интересира. камера мора да се смееш, позади камера не е важно. Па на мене и на Лора тоа не е едноставно, заради тоа што во музичко сум имала и јас ситуација, пример, ти починува некој, имаш испит. Јас се убава свирев или нешто, мора да свириш. Не е битно што се случува. Да. Си Така го да- перцепираш како твоја обврска во моментот да работа и Така да тоа е тоа. секоја таква јавна професија мислам дека си го носи тоа со себе како обврска. Така си е. Тоа е многу зрело, доколку нели и новие млади години така го перцепирате, може ли некаде на крајот уште нешто вака да ни отсвирите кога веќе сте со инструментите? Па може, зашто она. Што сакат? Тоша? Точно. Може тоше. И треба тоше. Која? Срегна не се, може. Ајде. Ајде. Ајде, може.
Ви благодарам премногу за денешното гостување, за тоа што ни го направивте овој понеделник да биде еден супер почеток на работната недела. Ивана Карајан и Пасио Бенц денеска заедно во студиото на Магазин. Да се слушаме за убави работи, творете, останете вакви убави, позитивни и да ви доаѓаме на концерти. Ви благодариме и на вас за поканата и за гостопримството и за се тино. Се гледаме следна прилика. Тоа беше се за денешното издание на Магазин. Уживајте во денот и се гледаме утре, односно со мојата колешка Јелена, со повторно интересни гости. Останете на сител.